Ве молам прекинете да верувате во погрешни информации за комбинирање храна. Ама што ако тоа го препорачува па доктор? Loša kombinacija su ugljeni hidrati i proteini životinjskog porekla. To je jako loša kombinacija. Мала лекција по анатомија за докторот. Во желудникот и тенкото црево се алачат ензими за сите хранливи материи паралелно. Желудникот точно ја регулира брзината на празнење, така што храната без разлика на комбинацијата се испраќа во тенкото црево кога е подготвена за понатамошна дигестија. Така што без грижа, ова што кажува докторот, јадете си пилешко со ориз, јогурт со овесни или леп со јајца ако така ви се допаѓа. Sljedeća stvar je, ne treba kombinovati 3 koncentrovana proteina. Šta to znači? Znači sir, meso, jaja ne treba da jedu se zajedno. Zašto? Zato što se vare u različito vreme. I ako ih iskombinujemo, onda ćemo ih loše svariti. Уште нешто извадено од контекст. Да, времето на варење на месото, сирењето и јајцата може да варира. Например, црвеното месо се вари подолго од, да речеме, белките од јајце. Ама тоа не е проблем. Желудникот, значи пак ќе повторам, ја регулира брзината на празнење кон тенкото црево. Тоа практично е еден од основните механизми за одржување ефикасно варење. Не постои нити една клиничка студија која покажува дека комбинацијата на повеќе различни животински протеини предизвикува лошо варење или некои нутритивни проблеми. Sljedeća stvar koja je izuzetno, kažem, važna, a to je da nikad ne jedemo voće posle obroka, jer voće se ne vari u želucu, nego se vari praktično u 12-palačnom цреву и у устима. И оваа тема му е некако испомешана. Тврдењето веројатно произлегува од фактот што во желудникот нема амилаза, ензим кој ја разградува скробната храна. Тоа е точно, ама не е проблем. Затоа што варењето на јаглехидратите нормално после се продолжува во 12-палачно црево со помош на панкреасната амилаза. Значи да појаснам, овошето не гние во желудникот, туку се меша со другата храна и нормално се преминува во тенкото црево. O tome se jako malo priča, a postoje 3-4 knjige o pravilnoj ishrani po pitanju kombinovanja hrane. И то научни радови. Од каде му се овие тврдења на докторов? Овие тврдења потекнуваат од оние познати диети на комбинирање храна, популарни некаде 70-ти години на минатиот век и биле доста популарни, дури можеби има и некоја книга што е пишувано, меѓутоа денес веќе се сметаат за псевдонаука. Луѓе, не верувајте апсолутно на се што ќе видите на интернет.